Реформата која што ја предлагаме, апсолутно тоа што го отворивме во февруари-март и го слушнавме гласот на јавноста и гласот на бизнисмените, затоа и прагот го зголемивме. Значи прагот е сега поставен на кај прогресијата на 1% од луѓето со највисок доход. По нашите постапки можете да видите дека ние практично го слушнавме гласот и на јавноста и на бизнисите. Исто така, лично цврсто верувам дека ова што го предлагаме е издржано. Значи го кажував од аспект едниот таков, да речеме од аспект на колкави се буџетските приходи и можноста да се финансираат тоа што е потребно, јавно здравство, образование, социјала. Овде ја потсетам, ние предлагаме да има 25 милиони средства кои што би се насочиле кон социјални трансфери. Мислиме дека Македонија треба да го направи овој чекор. Апсолутно, значи тука сме и да побараме поддршка, но и да слушнеме, значи кои се точно и ставовите на бизнисмени. Мислам дека прагот е доволно високо поставен, бидејќи е сега некаде 3,7 пати повисок од просечната плата. Ако се споредиме например со нашата соседна Албанија, каде што го направија овие чекори, каде што ние денес дебатираме во 2014 година, таму воведоа дополнителна стапка не од 18, туку од 23%, прагот кај нив е 950 евра, така да мислам ова решение е прилично фер и за луѓето кои што имаат во тие кои што се со највисок доход, но сепак ќе ни овозможат како земја да тргнеме по патот на оние земји кои што имаат праведно одоначување. Јас гледам и во јавноста има ова каква идејата, дали е левичарска или не. Само да ве потсетам, во успешни земји како во Америка, каде што имате демократи и републиканци, тамо одоначувањето е прогресивно, со многу повисоки Албанија, се извинувам господин министре, уште во препораката, ако се сеќавате за оној non-paper, кога беше Албанија беше посочена како земја со висока коруптивна ставка, исто така со висока сива економија, независно од ова кој го зборувате. Дали сте свесни за последиците од даночната евазија? Значи Албанија ги има конкретно како последица на донесување на овој прогресивен данок. Дали се плашите дека истото може да се случи кај нас? Апсолутно не. Имате ли сознание од вашите колеги од Албанија дека тоа е првиот аргумент кој што противниците на идејата го даваат, дека практично ќе се зголеми многу евазијата. И Албанија, ако ги видите економските параметри по воведувањето, се позитивни. Потоа мислам дека борбата против евазијата е пред се административна, значи како ќе се справите со тоа. Јас сум среќен дека имаме поддршка од Европската унија во рамки на различни проекти кои што се пред се поддржани во нашата стратегија за управување со јавните финансии, за подобрување на капацитетите на управата за јавни приходи.